Македонија е прва земја во регионот која ќе воведе гарантиран минимален приход, истакна министерот за финансии Драган Тевдовски во своето обраќање на годишните средби на Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка. Министерот, обраќајќи се на панел од високо ниво, посочи дека одржлив раст може да се постигне само преку вложување во подобар живот за граѓаните, односно преку подобар систем на социјална заштита, подобро образование, здравство и јавни услуги. Со поддршка на Светска банка работиме и на подобрување на системот на социјална заштита. Целта е социјалните трансфери подобро да се таргетираат кон ранливите групи. Исто така ќе воведеме фер даночен систем. Сите овие мерки се во насока на намалување на нееднаквоста, а со тоа постигнување на глобалните цели за одржлив развој, рече Тевдовски. Тој се осврна и на значењето на образованието во постигнувањето на одржлив развој. Годишните средби на Светска банка и Меѓународниот монетарен фонд ги отвори генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, а свое обраќање има и генералниот секретар на Организацијата за економска соработка и развој Анхел Гурија, председателот на Европската инвестициска банка Вернер Хојер, како и извршниот директор на Светската програма за храна Дејвид Бизли. Македонската делегација, предводена од министерот Тевдовски и гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска, учествуваа на годишните средби на Светска банка и Меѓународниот монетарен фонд во Индонезија, кои почнаа вчера, а на кои се предвидени и повеќе средби со високи представници на Светска банка и на Меѓународниот монетарен фонд.